1050 милиони инвестирани в образование и видохме на фотографиите, тъй като основници лично. Директорите не бе тук да отговорят на прашанията, дали да се стигнат и знало да се изрешуване поради подушни за немилионски суми от Луцкото. Но слушнахме дека ова влада има безплатен транспорт. Кога мислите дека е безплатен транспортот, дали мислите дека е безплатен затоа што не се плаќа на превозните компании или на давателите на нафта. Со тој безплатен превоз, сметките на училиштата денес се блокирани, ситуацијата во образованието е на колена и имаме ситуација во која што немаме финансиски средства за основно извршување на основните елементарни работи во училиштата. Бидејќи колегата е, накој што сака да му се обреке моментално на телефон, не знам да го почекам да се врати. На прашањето на кого му веруваме, мислам дека одговорот на 90% од населението во Република Македонија е јасен, а тоа е дека му верува на СЈО. За жал, спајате во она група од 10% на луѓе кои што не му верувате на СЈО, најверојатно од оправдани причини. Дела, спомнавте дела, исто така дела се удио материјалите на кои се слушаат проценти за автопатите. Дела се разговори дека изслушнавме за Марти Мешковски. Дела е Тамара. Дела се 260.000 евра за мемунара во Скопје, додека Битол и Битолчани и Пелагонискиот регион имат високиот процент на заболени од рак. Дела се и сметките за батари, кои што Силвана Бонева века понавика само за 6 месеци 12.000 евра. Денеска имаме и петиција, мислам дека сите ние како советници можеме да се вклучиме на истата. Тоа е да се собериме 25.000 луѓе кои што ги радат по 1 евро и да купиме електричен автомобил за Силвана Бонева, се со цел да се намали трошокот кој што го создава бюджетот на Република Македонија. Така да таа иницијатива на Фејсбук може да подржиме ние како Битолчани. Остатокот од парите што ги троши Силвана Бонева може директно да бидат призгани во образовниот систем на општина.